12 часот и 39 минути. Повторно сме назад во студиото на емисијата во Тека, каде што продолжуваме да говориме и да го слушнеме вашето размислување на темите кои што ги започнавме уште на самиот почеток. Првата тема на која што денеска можете да зборувате е специјалното јавно обвинителство бара да се конфискува имотот на Груевски и Протугер во вредност од 34.908.000 денари. И втората тема, јаболкото има најмногу пестициди од сите други видови овошје и зеленчук. Колку е здрава храната кај нас? Имено ова е според истражување на американската непрофитна еколошка организација. Предлагам што се однесува до првата тема да го погледнеме веднаш прилогот на колешката Елена Милошевска, кој што се емитуваше во вчерашниот дневник, а се однесува секако на тоа дека специјалното јавно обвинителство бара да се конфискува имотот на Груевски и Протугер. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве вклучиме и вас во емисијата. По 4 часа од одговлекување Титаник конечно заплови. На главната расправа обвинителството го представи обвинителниот акт. Побара конфискација на имотот на прво обвинетиот екс-премиерот Никола Груевски, за неговата тогашна десна рака Мартин Протугер, за пратеникот Илија Димовски и за Леко Ристовски. Според доказните материјали на обвинителството, 2 милиони евра биле потрошени за нелегално финансирање на предизборната кампања во периодот од 2011 до 2014 година. Никола Груевски и Мартин Протугер од мај до јуни 2011 година како организатори на изборната кампања користеле недозволени средства за изборна кампања, кои потекнуваат од неидентификувани извори. Спротивно на изборниот законник не го пријавиле изворот на финансирање. На идентичен начин во 2013 година Илија Димовски и Леко Ристовски, поттикнати од Никола Груевски како соизвршители во кривичното дело, користеле недозволени средства за изборната кампања. Според обвинението, поранешниот генерален секретар на владата водел евиденција и парите ги чувал како готовина. Истиот принцип за уплата бил користен и за изборите во 2014 година, пишува во обвинителниот акт. Во прилог на обвинението на СЈО достави записници од сослушувањето сведоци и обвинети и докази. Во врска со обвинението, сите 21 лице се изјаснија за невини. Историјата повторно се повтори, како во случајот Тенк, така и по овој предмет на СЈО, одбраната побара и земање на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, но судот пресече со образложение дека не постои законска основа за иземање на обвинителката. На ваквата одлука на судот реагираше одбраната на Груевски, посочувајќи дека мора да постои правна институција која ќе одлучува за незината работа. И сметам дека ова што денес ќе се случи еднодна. Во однос на одлука за иземање на јавен обвинител може да одлучуваат само институции од јавно обвинителската фела или, во конкретниот случај за СЈО, Советот на јавни обвинители или Собранието, затоа што тоа се единствените органи пред кои одговара. Специјалната јавна обвинителка е надвор од правниот систем, па нема можност истата да се иземе, представува уште една причина повеќе законот за специјалното јавно обвинителство да се прогласи за противуставен. Затоа што тоа едноставно не е возможно и тоа е уште една причина да Уставниот суд постапува по поднесената иницијатива за уставноста или неуставноста на овој закон. Обвинетите во овој случај на обвинителна клупа ќе седнат повторно на 21 мај, за кога е закажано наредното рочиште. Во Титаник се обвинети вкупно 21 лице, речи си сите од поранешното раководство на партијата. Тоа беше прилогот на колешката Елена Милошевска, конкретно за првата тема. Втората тема, според истражување на американската непрофитна еколошка организација ЕВГ, јаболкот има најмногу пестициди од сите други видови овошје и зеленчук. Колку е здрава храната кај нас? Морам да напоменам дека ова се однесува за територија на Соединетите американски држави, меѓутоа за овошје и зеленчук кое што е увезено. Имено велат јаболкот има најмногу пестициди од сите други видови овошје и зеленчук, потоа се јагодите, грозијето, праските, спанакот и благите пиперки. Загрижува податокот дека остатоци од пестицидите не можат потполно да се отстранат ниту со темелно миење. Конвенционалната метода за одгледување овошје и зеленчук користи стотици пестициди за да ги уништат потенцијалните штетници и за да се зголемат приносите. Научната заедница многу пестициди ги поврзува со зголемената интенција на карциноми, неплодност, психички пореметувања и слично, додека за други допрва се открива евентуалното штетно делување.
Затоа, корисно е да се знае кои производи содржат повеќе пестициди од други и како да постапиме со производите, за да можеме да ја намалиме концентрацијата на пестициди, предупредуваат нутриционистите. Листа на 12 најотровни, односно овој зеленчуци кои што во себе содржат најмногу пестициди. На прво место, како што рековме, се јаболката. Од сите премироци кои биле земени за испитување, 99% биле позитивни на пестициди. Тие содржат дури и до 56 видови различни химикали. Потоа праските со 85,6% различни видови праски на пазарот содржат 2 или повеќе видови пестициди, а 57 видови различни химикали. Нектарини. Секој примерок од увезените нектарини позитивен е на некој вид пестициди, а 90,8% од нив содржи 2 или повеќе видови пестициди. Јагодите, во нив се откриени 13 различни видови пестициди, грозијето на еден примерок пронајдени се дури 15 видови пестициди. Целер контаминиран е со 13 химикали, спанакјот содржи различни комбинации пестициди, благата пиперка речиси 69,4% од тестираните пиперки содржале повеќе видови пестициди. Краставици третирани се со дури 68 различни пестициди. Шери домати, еден примерок од овие домати е загаден со дури 13 химикали и грашок. Еден примерок е третиран со 13 видови хемиски средства и компирот со просечна тежина има повеќе пестициди од која било друга храна, нешто што го конзумираме доста често, а можам да кажам дека и јаболките се тие кои што ги конзумираме доста често, па кој е вашето размислување во однос на тоа колку е здрава храната која што се нуди кај нас по пазарите и по маркетите, дали знаеме и како секако да ги измиеме од како ќе ги набавиме, дали внимаваме и дали успевате некако да набавите кои што се помалку прскани со пестициди од останатите. Сите некако се залетуваме по убавиот изглед на производот, на продуктот, конкретно на овошето, не размислувајќи при тоа можеби дека токму убавиот изглед е причина за тоа да се тие доста прскани и да е употребувана доста хемикали на нив. Тоа се темите на кои што можете да разговарате. Јас да ги потсетам сите оние кои што можеби сега се вклучувате во емисијата, само сакам да напоменам гледачката која што исклучевме во првиот дел, секако дека може да се вклучи и во овој дел од емисијата да се доискаже својата мисла. Дали имаме гледач на линија? СЈО бара да се конфискува имотот на Груевски и Протуѓер во вредност од 34.908.000 денари. Имено конфискација на имотот што одговара на незаконски обезбедени средства, обвинителите побара и за други обвинети во овој случај. Адвокатот Димитар Дангов бараше од судот решението со кое се одби барањето за изземање да и се достави на одбраната во формално правна форма со право на жалба. Но судијата Осман Шабани го одби неговото барање. Пред почетокот на главната расправа, Дангов побара судот да обезбеди уште една камера која ќе го снима и судичкиот совет. Обвинителката на СЈО Лиле Стефанова, образложувајќи го обвинението, рече дека представува злосторничко здружување за кое постојат многу докази. Таа истакна дека ќе докаже оти за изборите во 2013-та за избор на пратеници од диаспората, обвинетите Груевски, Јанакиевски и Јанкуловска формирале група за да ги добиат пратеничките места на незаконски начин. Дали имаме гледач на линија? Според специјалното јавно обвинителство за време на изборите во 2011-та, 2013-та и 2014-та година, тие незаконски прибирале средства за партијата на која и припаѓаат. За време на изборите во 2011-та, 2013-та и 2014-та година, како што рече Стефанова, извршиле кривично дело за финансирање на кампања. Во обвинението е посочено дека Груевски и Протуѓер во 2011 година обезбедиле над 500.000 евра со налози уплатени на изборната жиросметка од Далибор Нешковиќ на коалицијата на ВМРО ДПМН како донација на 529 физички лица. Во 2011 година Груевски, Јанакиевски, Протуѓер и Кирил Божиновски изнајмиле опрема платена од Трансмет во износ над 3 милиони денари, кои не ги внеле во регистарот на донација, за тоа ќе сведочат и лица од компаниите, рече Стефанова.
Во 2013 година, како што е наведено во обвинителниот акт, Илија Димовски и Леко Ристевски незаконски обезбедените 470.000 евра, исто како обвинетиот Далибор Нешковик и ги уплателе како донација од физички лица, а за ова според специјалното јавно обвинителство ке сведочат наводни донатори. Одиме со гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Од Прилеп гледачка се јавува. Повелете. Сега вака ќе, како возрастна особа, вака ќе кажам во врска со пестицидите во овошјето, во зеленчуците во тоа. Добро. Абе душо да ти кажам. Порано се пазеле кралевите, царевите да не ги отруја од отров, од печурци, од едно од друго. Ние море душо од кого сега да се пазим? Ако купиш јаболко, пестициди. Ако купиш грашак, пестициди. Ако купиш се и се што во се пестициди. А вамо на телевизија не броја јадете здрава храна. Која е таа здрава храна? Идали на тој инспекција да гледа колку прска, шо прска, како ги прска, то што ги прска. Или само да се извади, да има, ако не е квалитетно, да има квантитет. Патрујајте се, народе. Па зар не е тоа гревота? Пример сега, доматите си излезени. Ако да купиш од доматот, знаеш дека е прскан. Знаеш дека со сила боја му има направено. Јаготките со сила боја. А зошто постои инспекции? Зошто има министер по земјоделие? Зошто има агрономи? Нели ода, нели гледа? Срамота е ова, бре, не иструја, бе. Не иструја, срамота е. Ја не знам, се јави, значи, стално ни броја, јадете здрава храна, таму изјавува на телевизија разни нутриционисти. Шо, која здрава храна да ја јадне? Зошто да се на вистина мене? И па сега кој видел темата си велам, иди купувај спанак, купувај јаболко, кромитчиња, лукчиња и трујеш се. Поздрави се најубаво. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден, токму да и овие, не знам каква е ситуацијата конкретно кај нас во Македонија и колку се прскаат всушност овошјата и зеленчукот, колку се прска, меѓутоа, ете може да прокоментираме и од таа страна дали ги купувате овие продукти и во зимскиот период, оние кои што се типични за пролетниот и за летниот период, бидејќи знаеме во тој период дека повеќето продукти се увезени од страна, дали верувате само на домашното производство или пак купувате продукти кои што се увезени од страна. Тоа е што се однесува секако до втората тема. И првата тема, специјалното јавно обвинителство, бара да се конфискува имотот на Груевски Протугер во вредност од 34.908.000 денари. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Поздравувам до телевизијата. Мартина, мојот свекор се занимаваше со вошарство и земјоделие. Тој кога ќе почне да струцува дрвата, веќе веднаш уште во цуто почнуваше да ги прска. Уште не створен плодо. После ги прскаш уште кизден колку пати, за да добие убав лик, да биде убави. А сепак тие да ја прскави. Нашата баба не учеше кога почнува да цути едно, да речеме јаболко или било шо, оќе тоа обеше не е за јадење. Јаболката ги чуваме, преврива, заврива, уште баш код прскањето. Тоа не е здраво, тоа не е за јадење. А ние употребуваме цела година јаболка купуваме. Се зна јаболко кога се јади. И одредено, ние сега се испомешавме. Во зима се јади пиперки, суди, пиперки, туршија, зелка. И се, ние сега во зима јадиме диња. Кога никогаш не било во животот, секој период си има своје јадење. Јас ги пратам потем до сите телевизии. Еден доктор даде многу убави препорача. Во секое поднебје се јади тоа што вашото земја произведува. А ние трчаме по сите некој си киде кој производи, па се затрувне, па ни се трухне. Па слушај да ти кажам, Мартина, колку ќе изчистиш ти салатката, брокулата и не знам шо, однадвор шо врни се. Едно време ние збиравме капајта, шо викавме од дождо, да извијаме косата. Сега се криеме да не ни падне дожд на глата. И замисли колку е тоа се чисто.
Да. И не знам ние што туку ни двела јаде тоа, јаде тоа. Имам купено домати. Верувај ме, Мартина, се колнам во се. 2 домати оставив 4 месеци да видам дали ќе омекнат и дали се зарадени. Уште еднаш домат нема да каснам. Еми ги уште 100 камен се јаки. Значи, ги нудиме децата за да ги отруеме. Јади домаќе не знам шо, наместо да му намачкаме лепче со сало. Салото е најздраво за костите. Порно стопливо лепче, намачкаем го со тросалец и буковска пипе, знаеш што ти е здраво. Да. Ами ја јадете деца далматинките и шо, без потреба. Тоа е веќе скроз без потреба. А за ова за СЕО, првим да си трдиме од тоа дека која беше најбогата партија во државата. Побогата се, значи кај се парите. Ем во партијата, ем во луѓето. И што се пренабудалска, да не речам на утре на адвокатите дека не знаш што е работата, и ти е брана за убав джеп за дебели пари. Се е јасно, Мартина. Јас тоа веќе појасни од дојќ. Ви благодарам многу, извини што ве задржам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Да, тоа е вистина која станува збор за зеленчукот конкретно. Имав прилика пред година дена ми се чини дека беше да пробам домати од семе старо 40 години и морам да напоменам дека буквално го почувствува вкусот од оние домати кои што ги конзумиравме како деца. Значи тоа што го јадеме сега и тоа што сме го јаделе тогаш нема никаква споредба. А има луѓе кои што и ден денеска си имаат бавчички каде што си одгледуваат зеленчук од семиња кои што ги стекнале од своите татковци, дедовци и така натаму. И драго ми е поради таа причина. Барем тие знаат конкретно што јадат. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Здраво, Македонијо. Повелете. Од Шипка Враковенцето. Повелете. Ја ќе бидам многу конкретен за двете теми. Ајде. И ќе предложам нешто. Ќе кажам чаре. Добро. Прво, еве 3 години гледаме само отвара предмети госпоѓата Катица. Нема пресуда, што рече Лиле. Уште поважно, нема обвинителен налог. Уште поважно, каде е презумцијата на невинност, и не сакам натаму да замарам. А пак затоа, за овие 3 години или колку направи рај Катица околе неа, преку 6 до 8 милиона се потрошени, господа. Огромни непотизми покажа. Каде е одговорноста на таа Катица? Не бранам никој. Да имаше факти, да имаше аргументи, брзо да делуваше, да изнесеше на суд. Сите ќе речевме браво Катица, ќе туре ред во оваа Македонија, каде има огромна кешовина. Мала земја со огромни финансиски трансакции. Значи, не е запазено ништо. И сега, кој може да тури ред во ова право? Никој, господа. И одма чарето. Чарето е, од озгора се трга. Султан партии произнесуваат султан премиери. Имавме еден, друг, трет, четврти и последниот. Тај султан одлучува и за правото каква Катица, какви бакрачи. И за обвинителите, и за се. Ние страдаме, граѓаните, разберете, најдобри бранители ден денеска се овие граѓански парламенти и нашиот центар се трудеше да даде акцент на граѓанските парламенти. Овде, ако со вистината излезе и пресудеме, замислете, пресудиме на овие личности, тие трајно во животот ќе имаат права казна, бидејќи судот на народот, истината на народот е посилна и од Катица, и од обвинителот овој што го бираа новиот обвинител. Само овде да ја кажуваме вистината, да не се караме, него да даваме предлози. Предлогот ја го дадов и за храната сега. Македонија е земја која од последните извештаи на Обединетите нации може да ране 5 милиона луѓе, значи има капацитет. Ова провокација од американците не е случајна.
Значи, ние луѓе само со земјоделие да се бавтаме. Ние ќе ранеме оче 2 милиона луѓе, а 2 милиона луѓе него ја викам да произведеме храна за 2 милиарди. Русија ни нуде стратешко партнерство економско у кое 30% царината увозна за земјоделски производи ќе нема за нас. Значи, директно конструкцијата е следна. 2 милиарди, 30% без попус, 600 милиона. Ние у старто добиваме награда од Русија. Тоа е само еден пример. А за гасификацијата најефтин енергенс. Русија донесе гасификација. Да, не зборуваме сега на таа тема. Добро, да, ве молам, задржете се затоа што вие ако почнете, да, ќе почнат и другите. И да завршам само. Значи, никој да не ни дира во земјоделието. Ќе имаме права стратегија со стратешки производ, тоа е Афионо. Дадено е се, провалена е работата со Афионо, ќе го најдеме чарето, ама граѓанските парламенти овде и сега, разберете. Добро. Тоа да си поштуваме и најбитното, завршувам, Душичко, само ме свани. Водете ги емисиите за нас, бидејќи овие граѓански парламенти ние ги градеме, ние учествуваме, а ние сме тие што не отстрануваат од емисиите. Не може едно со друго. Ние го штитиме законот. Треба и вие, водителите, да го штитите и да се придржувате на законот. Да. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Секако дека треба да го штитиме законот, го правиме и тоа впрочем, меѓутоа треба и вие да ги почитувате правилата на емисиите секако. Затоа што доколку не ги почитувате, ние ќе бидеме приморани да ви исклучиме, а постојат правила кои што се општо познати за сите емисии. Тоа значи дека вреѓање на вредливи зборови, говор на омраза не смееме да дозволиме. Значи не смееме. Едноставно е, кратко и јасно. Така вели законот. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Северно Николе. Од Свети Николе? Добро, да, драго ми е, поздрав. До вас, повелете. Јас сум први земав пензија и излуката од Штип. Емилија Павловска и земат 4.500 евра. 4.500 евра. Имам расување, ништо немам. Господине, може ли малку пополека? Многу тешко ве разбирам што зборувате. Повелете. Први земав пензија. Добро. И Емилија Павловска од Штип, што излука свој, и земат 4.500 евра. За долг, за 12 дена долг, а сега треба да платам 38 долг за телефони. Добро. Разбирате? Добро. А по втора точка за оглашето, кога се установи има една барања за здрава храна, а 50 има за онака храна. Директно се храна, нали? Само една има за здрава храна, а другото се продаване на слободно продавanje. Добро. Разбирате? Да, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Малку ми е тешко да ве разберам, меѓутоа нешто успеав да ве сватам што сакате да зборувате. Имено првата тема се однесува на специјалното јавно обвинителство, на тоа дека бара да се конфискува имотот на Груевски Протогер во вредност од 34.908.000 денари. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Точно кажавте со семето старо, што се јаделе патлижан, како што треба и како што мириса на патлижан. Да. Сега вака. Не само мирисот и вкусот и изгледот. Така. Јас сум си од провинција, од 60-та година сум во Скопје. Имаме нивчиња, градинчиња таму. Мајка ми ко садеше патлижан и пиперки вона, супер. Сега овие, нечем да ги навредам, бабиве, што дошле од провинција, јас сега не се пунам. Јадам пестициди и немам гајле. Сега оние што се пунат? Што не се вратат назад? Па да си засадат градините, да си засадат диви мали што имат. Дошле у град да сели тука, селава немат никој ништо, празно е, не ископано, не изорано, и сега крепно ѓавол што јади пестициди, па ќе јади. Тие се пестицидите да се напумпа производот, за да се продаде во странство. И овдека нешто што ќе остане да јадиме ние.
сега има еден предлог друг. Ајде. За безбедноста на државава на границава, не знам како се вика тие од она езерово позади Железара, како се викаше. Добро. Тие двајцата што се избегани во Косово, да ги земат во владана, да ќе ни биде побезбедна границата и ќе видиме мирни. И ќе кажат вистината. Да, не зборуваме сега, господине, на таа тема, да не отвараме други теми кои што денеска не ги коментираме. Тоа би беше успат. Добро. Добро, ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Токму од таа причина, ете како што рековте дека би било успат, знаете како отвараме теми кои што подоцна и другите гледачи ќе сакаат да ги коментираат и од таа причина не дозволуваме да се отвараат теми кои што не се, впрочем, денеска на план. Сепак да поразговараме за овие теми кои што сметаме дека се доста важни, да го слушнеме вашето размислување. До сега ми се чини дека не сме имале, односно ретко сме имале тема која што е поврзана конкретно во оваа емисија, зборувам за специјалното јавно обвинителство, а не сме имале ниту пак тема за здравата храна и за тоа каква храна стигнува до нашите трпези. Ова е навистина една интересна и тема важна за која што треба и поголемо внимание да обрнеме, што се однесува до фамилиите и до тоа дека се помалку семејства имаат односно одгледуваат и имаат своји бавчички, како што беше тоа впрочем до пред 15 на 20 години, па можеби и треба државата на некој начин да ги стимулира овие семејства со цел да се вратат по селата, затоа што навистина и тој живот е, морам да кажам, убав и исполнет. Не е лесно да се одгледува бавча, но секако кога станува збор за начинот на исхрана и здравиот начин, мислам дека таа е опцијата која што ќе ни остане очигледно. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина, јас Повелете. да продолжам. Да, од село, од центар на градот, отидена на село, многу среќна, многу задоволна околу здравата храна, и да продолжам, бидејќи да, повелете. Ми го прекина искажувањето. Значи, контаминацијата не можеме да ја елиминираме, таа доаѓа и од воздухот, да потсетам, еве сега сахарскиот ветер што беше дувнал пред 1-2 недели, на видео го гледавме, луѓе во Италија со магнетот колите го собираат, ја собираат металната прашина. Значи, тоа се работи кои се факти и едноставно не знаеме со што се не попрскуваат, да речеме, кога прскаат. Еве, не сваќате што сакам да кажам. Да. Поентата ми е дека се нештата врзани во еден циклус, во системи, дека ние сме дел од тие системи, како исхрана, како одржување на природата, како нерециклирање на пластиките, па тие и покрај тоа што барно се разлагаат, па јадење и пластика. Значи, тоа е еден зачаран круг од кој можем да излеземе само со упорност и знаење. Еве, јас дојден од центар, или со друга животна насока, зборувам сега како предел до животно образование и така натаму, сум се посветила на ова за кој зборуваме ден. Мартина, верувајте, овошките кои ги имам во двор, ниту еднаш не се прскани. Гостен кој ми беше дојден од странство, затоа што знаете во странство како изгледа, тоните секогаш убави, па оскави, па така, да. На изглед се квантитет имаат, како се вели. Кога го проба овие јаболка, кај мене штета што се само 4-5 прста и се малечки, но сега ги чуваме како очи во глава. Освен варосување на стеблото, никогаш никакво прскање. Исто за ловницата, која даваше прекрасно вино, дел од нејзе се елиминираше, не беше површината што беше засадена. Истото важи, се случува нешто кое уште не го знам, некаква пајажина фаќа на црешите, но мислам дека и тоа може да се реши доколку се помали, доколку се поголеми. Веројатно ќе треба нешто да се прска, но тоа веќе нема да го јадаме. Но непрсканите цреши, можам да ви кажам дека се без конкуренција по убави цреши, зборуваме за околината на Скопје, знаете за каде зборуваш, така да се превкусни, многу убаво напредуваат, никакво прскање, само бојадисување на дрвцата со варно. Само да ве прашам за бојадисувањето. Знам дека ги бојадисуваат дрвата. Која е всушност причината поради бојадисувањето? Тоа е, претпоставувам дека е заштита преку кората, да не навлекуваат инсекти, да се стави известна височина,
дека е вид на заштита и природната лажа сигурно има некое својство кое не дозволува мравки, црви и сите тие работи. Значи, ова не го кажувам стручно, ви го кажувам како научено, како традиција, кажано ми е дека е заштита. А каков е хемискиот ефект на варта, не би можела да ви кажам, тоа доколку... Тоа некој постручен, Да, нека го кажа. Но тоа што го тврдаме на вистина дека не самите овошки, сега сум посадила и домати во сред градина кај што е цвеќето. Прекрасно напредуваат и мислам дека тоа ќе биде успешно. Поентата ми е, наистина, човек кој е убеден во нешто со голем ентузијазам го работи, е многу лесно од книга или од компјутер да се префрлите во градина. Комуникацијата со земјата е нешто волшебно, божествено, тоа некој, само тој што не го доживеал, не може да го тврди на начин на кој јас го кажам. За темата околу два дека, како беше... За првата тема, за СЈО дека... Тоа е првата тема, да не ја гледам. А ве молам, цитатот кажете ми го, поставеноста, бидејќи во Кајрото. Специјалното јавно обвинителство бара да се конфискува имотот на Груевски Протугер во вредност од 34 милиони денари. Ето така. Значи, доколку Груевски ги има 34 милиони, од како ќе ги докажат, да му ги конфискуваат и тука да не застанат. Но, прво треба они да бидат конфискувани. А како може Катица Јанева и нејзиниот тим, кој го пробија собствениот законски рок и податану да работат, и гледаме како работат, каде е дуи на нивниот тапет, константата на нашиот криминал, карциномот што игра со двете наши партии, лично се замерак и тие, но каде е туи да биде на тапет? Нас не ни требаат сообщенијата на Мицковски секојдневно што ги добиваме за сегашниот криминал на владеачката класа, ама ич не ни требаат. Нас ни треба Мицковски да излезе да ги каже фактите кои се клучни. Камо вчера, Мартина, никој од нас не спомна вашите родители, сигурно се живи, вие сте млада, родителите на нашите родители, па никој немаше да бидеме живи ако не беше вчерашниот ден 9 мај, кој е ден на ослободување од фашизмот. Никој тоа не го спомна. Не дека овие теми се минорни, но оваа тема е главна. Главните теми треба. Председател на собрание имаме без записник, значи се од таму наваму е нелегално. И ние молчиме и молчиме и молчиме. До кога, Мартина? Владата е нелегална, другата партија е нелегална, се во државава е нелегално. И Катица Јанева да почне од себе. Многу е лесно да се гледа рунката во окото на другиот. Нека ги докаже тие 27 милиона, нека му ги земат. Но не изидите милиони каде се? Каде се милионите на Витото? Каде сте на Заед? Сега Заев ќе го ослободат, бидејќи е комбинацијата направена. Понда го среди и тоа со Катарска. Не може вака, не се трпи. Главните нешта прво. Тоа што е прва акција, се бара акција, а не сообщенија да ми дава Мицковски, па да ми дава Заев. И 20-та се више, никој не ги ферма, народот не ги почитува. Покажаа дека се исти како под Индиго штанцот. Народот сака промена суштинска и таа промена ќе ја извојува. Народот ќе ја издействува, лош ми е зборот, ќе ја издействува, како викаше Заев, топенкаво, културно, елегантно. Ете така ќе му се случи и на него, и новата влада што ќе биде избрана од некомпромитирани, а не секој ден ги гледаме во суд, секој ден ги гледаме што прават, што пуштат, кој е тој Заев. Кој е тој Заев уште обвинет за криминал, да е премиер, уште на судско тело да биде. Луѓе, каде сме? Добро. Да ни е честит вчерашниот празник победа над фашизмот. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Заев на некој начин беше обвинет за некој криминал сторен, меѓутоа беше обвинет во оние времиња кога со судот и со сите институции во државата командуваше еден човек. Заев можеше многу лесно да влезе во затвор. Нема што да се прашуваме кај е тој, кај му е богатството, што му е богатството. Очигледно дека
Тоа што го стекнал, легално го стекнал. Има шанса, например, предходната власт да го затворат и никош да не излези од затвор. Меѓутоа тие, ама баш ни со прста не мрднеа. Мрднеа, покушаја, меѓутоа видеа дека паѓат и готово го и баталијата работа, значи џабе да се зборува за тоа. Јас сум за да се конфискува се што е земено од народот. Нормално овие пари што ги имат големите од бившата власт и од порано, не е битно. Уште од растурањето на некогашната држава, сите што стопија нешто што пикнаа во джеп, јас мислам треба да им се одземе и да му се даде повторно на народот, односно на државата. Не е само ВМРО во прашање, тука има и од СДСМ, па има оние шетачи горе долу што се како Дзинго и компанија, како некои други партивчина, така. Сите користеле во извесен период, сите пикале в чеп, сите Господ знае кај што направиле со парите, главно еве имат. Еве до сега, например, Дзинго му се припојува повторно на СДСМ. Се знае зошто. Сино е обвинат горе за речи го за тендерот во РЕК, мажот е во парковите 100% има нека далавера направена. Велик зборувам, не може нема ништо. Да. И нормално сега им се припојуваат и дават гласови таму, на некој начин си ја спасуват кожата. Јас мислам дека Капица ја нема да го правото што бара за да се конфискува имотот на подгорените луѓе, меѓутоа треба да се води малце и подалеку. Значи, никој не е цвеќе во сите тие што беа власт. Значи, неаме цвеќиња, појкето се трња, меѓутоа што да правиме, тоа е тоа. Што се работи за лошијето. Да видите лошијето, зеленчукот, еве, јаболката, оце, например, имат најмногу пестициди, нормално. Нормално најмногу јаболката во ресенскот се преска 10 на 12 пати годината. Пробајте да не го прескате јаболката во ресенскот, онаму кој што е сконцентрирано, кој што има овоштаник до овоштаник, ќе видите дека едната година буквално дрвцата ќе ви се сушат. Нема повеќе да виреат. Мислам, паразитите толку многу ќе ги нападнат, што ќе нема род, буквално ќе се изгуби овоштарникот. Лесно е да посадиш дома цветоле, што во околината на може километар или два нема ни еден домат, или пак јаболкница, кај што во околината нема ни една јаболкница. Ајде да видиме кај што е сконцентрирано земјоделие, како може таму да се одржи квалитетот на... Сметате дека доколку има, да речеме, кога станува збор за овоштарник, дека причината е бројот на овоштарници, односно на дрвја? И дека се пренесуваат сите тие болести? Јас, например, ако имам, сум имал, јас сум пробал, јас, например, ако имам овоштарник и ако не го испрскам, нормално, кај мене ќе настани штета, а ништо чудно тие инсекти да го нападнат и овоштарникот на комшијата. Така да тие се парцели, тие не се некои... Така да, ако прска еден, треба да прска сите само. Зато иди до 10, до 12 пати прскање во ресенско, тоа е закон. Прописе. Инаку нема ништо. Јаболкото нема да личи на баш на ништо. Ќе го скинете, например, не прскано јаболко. Може една година да соберите некој плод, меѓутоа дека другата година и стеблото ќе почне да се суши. Јас лично го имам оцепените. Така, да. Значи, закон за земјоделието. Да.
Може да се јави некој земјоделец и да каже за таа работа малце повеќе, а не ни од градот сум јас. Сепак имам пробано, потекнувам од таков крај, меѓутоа... Да, и ги познавате работите, така. Има земјоделци, кои лично може да кажат што осетиле и како, што значи тоа да не се прска, а што значи тоа да се прска, мислам, со пестициди. Значи, навистина, онаму, тоа што некоја барчичка имаме некаде настрана, што ти ја знам, сме посадиле некој коренче, домаче, некој коренче пиперче и ќе скиниме нешто сало. Тоа е сосема друга работа, меѓутоа дај да видиме онаму кај што имаме голема концентрација на некоја култура, на некоја земјоделска култура, да видиме што треба да се прави таму, за да се извади добар производ. Добро. А за Руси бара квалитет, и луѓето барат квалитет, исто така. Сега имало пестициди онакај. И има, иначе пестицидите има, барем во упаствата на пестицидите, јас кога подработував малцата работа, реши дека каренцата некде, максимум е 14 дена каренца на јакоста на пестициди. Во тие 14 дена не е препорачливо да се собира плодот и да се користи за конзумирање. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Јаболкото има најмногу пестициди од сите други видови овоше и зеленчук. Колку е здрава храната кај нас, ова се однесува за истражувањето на Американската непрофитна еколошка организација ЕВГ на територија, како што реков, на Соединетите Американски држави за овошја и зеленчук кои што се увезени од надвор. Значи, ја претпоставам дека и кај нас е приближно истата ситуација. Меѓутоа, како што и кажа и гледачот, да, постои одредена количина колку може да се прска овошјето и зеленчукот, законски е тоа одредено. Па секако, кој е вашето размислување во оваа насока? Добар ден. Добар ден, за тоа јас уште една се уфрлам како економиста, а син на раководител кој што беше главен за Радчино, ствари цело Скопско поле, преку него се одржава таму и лозарството, и мислам овощарството, и сите тие работи. И ние дома си ставаме вино домашно, и еве јас сега нахне си посадив, Макдона си посадив и некои итници на моите мини балкони. И сакам да кажам на ситаа варта, мислам господјата пред дамата, што рече, потполно во сите теми ја подржавам. И толку за она, значи со она вар. Варта е најголемото и најчисто дезинфекционо средство кое што било кои бактерии видите живееме, ви реков ја. И воздухот ни е дома загаден. За лимон што спомна претходно. Сега, за катица сакам да кажам. Она требаше да ги донесе сите претходни одлуки и пресуди за да можеше да се спречи зато оние кои што си беа виновни, автоматски не ќе можеа да конкурираат на извоите. И толку од мене. Добро. Значи, не да се чекаат сите ти работи. Се најубав ден. Да, ви благодарам за вашето јавување. Ова нека биде последен пат за денешната емисија во ТЕК. Да оставиме простори за останатите гледачи да се јават и да го кажат своето размислување. Добар ден. Повелете. Во програма сте? Дали се слушаме? Повелете. Добар ден, Мартино. Добар ден, повелете. Некои гледачи кажат дека немало пресуда за Груевски. Па каде ќе имат пресуда, Мартина, кога секој ден Груевски одит на суд и судењето се одложуваат. Судите паѓаат во несвест и се слошуваат. И каде ќе имат пресуда? И тие суди уште треба да се прочитат, това немој да се до недоглед да ојде. Мора да се прочитат една ден и тие суди како Груевски ќе одговараат кривично и ќе одат на суд. И зато нема да имат пресуда. А од каде она зграда од ВМРО тешки милиони, од каде направија тие, од кои пари? Тоа се тешки милиони.
И затоа луѓето само се кажуваат, немат пресуда. Па кај ќе имат пресуда? Кога секој ден се одлага, да не се повторувам. Да. А ќе дојде крајот и на тоа. Толку биди поздравена, има и убав и пријател. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и до вас. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Гостивар. Драго ми е, повелете. Па што, само би кажала кратко. Кога ќе почне Катица Јанева да се занимаваат со Дуи? Кога беше Дуи позната по тендер партија, сега се чути. И Заев викаше дека се криминалци, сега чути. Никој не ги спомнува Дуи. Толку. А Залија Ахмети би кажала. Мајчин јазик му е македонски. Добро, не зборуваме сега на таа тема, ве молам, задржете се на темите. Мајчин јазик му е македонски. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ве молам, почитувајте ги оние правила кои што ги кажувам, за да не бидам приморана да ви склучам. Навистина е некултурно и кога упорно се обидувате и покрај тоа што го кажувам да не го почитувате. Многу е некултурно. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Мартина. Ме заинтересира темата за јаболкото. Тие ваши податоци ви се од нашата средина или ви се од странство? Јас, како што кажав, значи тоа е истражување на американска непрофитна еколошка организација и тоа се однесува, затоа спомнав неколку пати, да не бидеме погрешно сватени. Тоа се однесува за територија на Соединетите Американски држави, меѓутоа за овошја и зеленчук кој што е увезен од надвор. Затоа и ми стои на прашањето колку е здрава храната кај нас. Да. Видете сега, јас потекнувам од Преспанскиот крај, каде што се произведуваат јаболка со тони. И никогаш не останало јаболко непродадено. Да. Кај нас, во нашиот крај, се користат еколошки препарати. И не се прска многу пати јаболкото како што се прска во други европски држави, како што е Италија, Полска, некои кажуваат дека многу повеќе се прскавало отколку во нашиот крај, бидејќи самото поднебје е такво, што во време на бербата утринските роси ги прават водени јаболката, во текот на денот сонцето ги прави црвени, од ден на ден. Обавезно, во тој период има и дождови есенски, а исто така, еден месец пред бербата не се прска преспанското јаболко. Јас сметам дека во нашиот крај се произведуваат квалитетни јаболка со посебен вкус и арома. Познати се на европските пазари. И друго да кажам, дека постои издружение кое што индивидуално, кое што ги советува овоштарите кои препарати да ги користат при прскањето. Јас сметам дека не постои непрскано, не само овоштие и зеленчуците, паклиџаните прскани се, крставиците прскани се. Секое едно овоштие, ако не, грозието прскано е. Секое едно овоштие, било какво, ако не се заштити, тоа нема да го доживее оној квалитет што треба да го ние очекуваме. Благодарам, Мартина, што ме сослуша. И да не се плашат граѓаните. Так. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден, затоа реков јас дека има граница на дозволено колку може да се прска да се употребуваат овие пестициди. Меѓутоа тука се отвара уште едно прашање, споменав и на почетокот, што е со сите оние овоше и зеленчук што го увезуваме во периоди кога кај нас всушност не вирее. Да речеме во зимскиот период можеме по маркетите да приметиме некои продукти кои што не се типични за тој период од годината, исто така се однесува тоа и за во летните периоди. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете. Ало. Повелете, во програма сте. Може да зборам за Катица Јанева. Повелете, конкретно за специјалното јавно обвинителство, да. Да. Би ја замолила Катица Јанева да појде да види во Струмица што има. А да види колку има 130 милиарди долари од приватизацијата, па да распита малку таму. Не само на еден човек да оттретува. Тоа е, мислам,
Да, добро, тоа е веќе работа на јавно обвинителство, затоа се вика специјално јавно обвинителство. Ја знам кој е специјално, меѓутоа тоа специјално, ова нека поде специјално да види кај е зградата што се прави во Струмица. Дека види марихуаната каде е во Струмица, не само на еден човек да го обесуваат. Јас не го ни едниот ни другиот не се мои. Меѓутоа, ако сака нека види и приватизацијата да види каква била. 130 милијарди долари се тоа. Има 130, 530 може души умрени од тогаш. Не се гледа тоа, само така. Ајде ќе го гледаме овој да му се нека му конфискуваат, не ми дајле. Јас немам ништо. Ама и едните, и другите, и третите се исти. А и првите што беа од 91. Нема поарни. Се бараме од надворник. Срамота. И Катица е прво, Катица нема да знае до кога и беше мандатот. И што сега ќе бара на така повторно? Не може да работи. Зошто да не може да работи? Зошто сметате дека не може да работи? Не може да се продолжи мандатот, да се продолжат истрагите? Не, си имаше, до тука е ограничено и да се оди во Евгелија, од кај беше од таму? А не со сестра фамилија? Добро. Да, ви благодарам за вашето јавување. Да не мешаме едно со друго, ве замолувам. Значи, приватизацијата нема врска со истрагите кои што ги води специјалното јавно обвинителство, така што да не доаѓа и народот до заблуда, а имено секако дека може да се продолжат истрагите, сепак се работи за ситуации кои што и како треба да се истражуваат. Што се однесува до приватизациите во 90-тите години, може тука јавното обвинителство да се покрене истрага, впрочем. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ако се работи за СЈО и господјава предмалку кажа, ама очигледно дека не ги е познато, јас не зборам по ветер и не се јавувам редовно по телевизии како некој секој ден се јавува, а вие како медиум можете се што ќе кажам да проверите и да кажете дали лажам, ја ќе ви оставам мој телефон во режија и кривично ќе одговарам, ако не, ја кажувам вистината. Добро. За Катица можам да ви кажам. Прво, кривичната пријава што ја има во Белешкиот суд, треба да се отвори против нејзи, да се реши, а не да стои затворена. Тоа е првата работа. Втората работа, Катица лажеше за станови. Нема, а има двало. Катица Јанева лажеше за плантажа за смокви, а нема плантажа, има само една смоква во нејзиниот двор. Катица Јанева е член на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа сите медиуми го знаат. Да не се правиме луди. Катица Јанева е во љубовна врска. Добро, господине, да, ви благодарам за вашето јавување. Значи, претеруват. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Навистина не ме интересира кој во каква љубовна врска е. Повелете. Добар ден. Повелете. Вака сега. Кој што зел, секој треба да врати. Не може државата секој да ја оштетува, да зима кој што му треба. Не може тоа така. Зошто сиромас има изобилие сиромас. А некои сакаат да бидат богати повеќе од државата. Па не е срамота тоа. Дали е Груевски, дали не знам кој Зајат, не знам кој. Сите што се јавуваат премиери и се гледат како да се збогатат што поет. Меѓутоа, Зајат сега најголеми неправди прави, неправди негови. Како може тоа се име да менува, овако јазик да менува, да зима 300 чуда пред. Државата ја губи. Не може од државата никој да зима права
ќе бидеме ние ветеранците? Ништо не мрли. Секој да се земи работата како Путин што взимал око што работи така драго. А не, кој како сумрди се подплатени за пари, подкупени за пари и што сега тоа пак? Срамотилот се тоа не чини, ние така држава не обставуваме и не биваме држава. Не оди тоа така. Треба прав пат да се земи и со прав пат да успееме работите да бидат платени и да остануваат тука, а не да бегаат у странство другите деца, а остануваат чорави деца одека и крајот да нема што најде. Ја имам толку, има многу да се зборува, само пријатно, толку зборува. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ево сега сакам да кажам за Груевски, за Заев, за... Ова е вака. Држ ми го купилето да се карам со купилешката. Значи, и еднио има Борџој, и еднио има исто така, и еднио судја по судој, не само един да се осудува. Ова исто е така. Како што рекол, држ ми го копилето да се карам со купилешката. Добро, ви благодарам, господјо, ви благодарам. Првиот момент не ве разбрав што кажувате. Јас на вистина не знам на кој јазик зборувам. Дали зборувам на шпански, може и на германски, па може би тогаш подобро ќе ме разберете. Не е во ред. Не знам како да ви објаснам дека треба кога се јавувате во овие емисии да внимавате кои зборови ги употребувате. Не дозволуваме навредливи зборови. Тоа е, значи, со закон одредено. Значи, не смеете да употребувате навредливи зборови во емисија. Мене не ми е јасно како може на вистина да не ги разбирате тие работи и правилата кои што се на оваа емисија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден и убав ден. А јас колку што можам и колку што сум писмена, можам да прочитам што ви е денеска темата, вика си обара да се конфискуира имотот на Груевски, Протуѓер и така натака и така натака. Ги слушам предходните пред мене, мешаат жаби баби. Јас може би нема да бидам многу кратка, ама нема да бидам ни многу долга. Иначе сум од Велес да нагласам. Се вика Меца. Секој што се огрешил пред законот, без разлика дали бил премиер, дали бил председател, дали бил што, треба да одговара. И това треба да го направи судот, а во судот веќе знаеме дека има големи пропусти и така натака. Јас само ќе кажам еден мал пример, лично за мене, имав некој спор тука со комшиите, како толку брзо го решија мојот спор, вој спор не може, де судиката паѓа у несвест, де сведокот не е тука и така натака и така натака. И што се однесува до целата тема, специјалното јавно обвинителство си ја врши, ама буквално убаво работата и оставете ги, апелирам до сите гледачи кои ја сакаат Македонија. И да, оставете жената, нека си работи, нека дојде до правдата. А да не се мешаме во ничи приватен живот, тој си е живот на секого, како знаеме ќе си го живееме. Да гледаме, да управиме напред државата и да ни оди онака како што треба. А тој што се огрешил, секој нека одговара. Не само имотот да им се земе, да им се земат и шишињата пратени преку граница со пари, да им се земат тоа вилите таму кај ги имаат, јас не ги знам државите сега да ги кажам, меѓутоа секој треба да одговара. Како јас што умеам, пензионер со 9700 денара, да го минам од први до први, нека повели без разлика кој бил и едните и другите, да видат дали ќе можат да го поминат. Нивниот појадок е 9700 денара. А мојот појадок е една паштета, денеска 3 пати ја делам. Еве сега 4 кромпирчиња ќе пржам
и една чушка, цел ден денеска на пиперка, да кажам да ме разберете, ние во Велес ги викаме чушки. И така да, нека апелирам до граѓаните, нека не мешаат баби жаби, нека не мешаат и обвинителката, ни па премиерот Заев. И Заев ако одговарал, нека има тука куќа на правдата, па ете оди, па ќе се докаже дали е виновен или не е. Дали е монтирано или не е. А додека за ова ги слушавме сите бомбите и не може никој да не убеди и гледаме, јас сум Велешанка. Стриктно ќе кажам за една личност. Име не споменувам, пратеник. Од каде он ги најде тие пари, без еден ден работен стаж, да го купи хотелот Интернационал? Од каде он најде пари да изгради огромна вила на езерото Младост? А јас, мажот ми 40 години во Портеланка. Јас 100% инвалид, опериран од карцином на дебелото црево. И пензионер сум со 9700, како ние можеме да обстанеме. И имаме една куќа малечка, грбечки да влезеш, мешечки да испаднеш. Не може така господинот, без разлика кој да има 16 стана, да имаат вили, да имаат се, а додека ние, што сме ги поставиле на тие фотели, да страдаме. И за това, пак ќе кажам, апелирам до сиот народ, разумно да размислуваме и никого да не го браниме, ни па да го напаѓаме. Оти многу е лесно да нападнеш некој, тој това украл. Има куќа на правдата, дали за умито, дали не за умито, нека одговара. А додека за сето ова овдека вие имења што се спомнати, Груевски и така натака, знаеме се. Бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување. Дајте, господја која што зборуваше конкретно на темата, како што рековте, сите вака или на ново или на оној начин гледаат да избегнат да зборуваат конкретно за првата тема која станува збор, за тоа дека специјалното јавно обвинителство бара да се конфискува името на Груевски и Протугер во вредност од 34.908.000 денари. Меѓутоа, секако поради моето трпение кое што го имам, дозволувам да зборуваат малку поинаку на темите, односно да зборуваат во една поинаква насока, што во иднина нема да биде повеќе така. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Да. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ало? Во програма сте, ве слушаме одлично, повелете. Во програма сте, господине, повелете. Добро. Одиме со следниот гледач, очигледно нека не можеме да се слушнеме, да. Добро. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Се мешат гласови? Значи, намалете го тонот на вашиот телевизор и нема да се мешаат гласови. Добре. Ајде. Ало? Повелете. Видете, народов многу е со кратко памтење, меѓутоа тоа е нивно право, како што рековте вие, не треба да мешат едно со друго. Конкретна тема, конкретен одговор. Дали специјалното јавно обвинителство е во право за конфискување на имотот на луѓето или не е? Ако се огрешиле, ако се докаже, сасвим нормално е. Па зашто се сакаме правда или не сакаме? Сакаме да функционираме како држава или не сакаме? Тоа е прашањето. Ако специјалната обвинителка таа е избрана од собрание, не е таа случајно дојдена, поставена е од собрание и тогаш во тоа време се согласија и тогашните влада која што беше. И тогашните опозиција, и опозицијата се согласи, така да сите се согласија со тоа. Да, се согласија за поставување на, да. Така. За специјалното обвинителство. Ако сме поставиле сите, значи, ако работи по тоа што е задачата, тогаш што е спорно? Сасвим нормално е, луѓе. Па како ние, дај Боже, сите да вратат
од државата што се огрешиле према народот, према државата. Тие се народни пари, тие се наши пари, тие се на сите луѓе пари. Тоа се даноци, сите што плаќаме, придонеси што сме плаќали и така натаму. Ако се докаже, сасвим нормално е дека треба да се одземе на било кој, тоа до денар. Тоа е сасвим нормално. Нормален свет. Ако живееме нормален свет, ако некој живее у некој области, тоа е нивно право. Меѓутоа, правда мора да постои за секој еден. У нормален свет, ако се докаже дека не се огрешил некој према државните институции, према државата, па не треба суд, тој сам си поднесува оставка. Ние овде се бавиме со неколку години специјално обвинителство докажано. Сега дали е докажано, ќе се докаже на суд, ако е докаже, ако се докаже, сасвим нормално е. Што се буни народот? Па ние избравме обвинителката, па сега приватно и се мешат у свој живот. Тоа е нонсенс, луѓе. Дали е нормално тоа? Така да само напред нека работат према законот и уставот. Крај. Тоа е за нас. Да, добро. За тоа се бориме сите, мислам. Така е. Пријатно, фала. Да, ви благодарам за вашето јавување. Јас се надевам се уште дека сите се бориме за правда и за да функционира државата според законот и според уставот. Се уште сакам да верувам во тоа. Меѓутоа, слушајќи од гледачите, можам само да кажам дека има доста кои што го сакаат тоа, а од друга страна сакаат да биде онака како што на нив им одговара. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете? Канал 24? Да, телевизија 24, повелете. Сега сум јас уклучена на темава, така? Да, во програма сте, можете да зборувате на темите. За конфискација на имотот на Груевски. Потполно во право е СЈО што треба да се конфискуват. Очигледно се гледа дека процентите што ги договараше за патот Кичево-Охрид, нема тука дилема да рече да се правда ке монтирано. А случајот за премиерот Заев е чисто очигледно дека е монтиран. И онда нема ништо, ни давање, ни земање пари. Добро. Ако безмислено тој сакал да му дајт пари, тој ќе земе на прво место од внатрешни пари, бележани, па ќе му ги дајт. Да. Ова е измислица е. Да, добро, сега зборуваме за имотот на Груевски на Протогер. Дали сметате и дали оправдувате она што го бара специјалното јавно обвинителство? Да, го оправдуваме, потполно е во право, специјалното јавно обвинителство и треба тоа да се случи, да се одземи имотот, да се конфискува, бидејќи ова наша држава не може да живее во сиромаштија. Кај му е бизнисот од Индија на Груевски? Го нема никаде. Истото беше она за фалсификување на изборите. Беше точно така. Први беше 15 души да гласат, па да се еден вработен, па 10, па 5, и со сила тоа беше све монтирано. Ако беше толку сигурен и Протогер и Груевски дека изборите му се валидни, немаше да носит да увезуваат од Албанија отпустец гласачи, но ќе си беше наслонет на овие овде што се. Но немаше доволно гласачи и мораше да ги увезит. Да, добро. Е толку, сега ја не сакам повеќе зборува, јасно ми се чин кажав, оти се нервирам многу да ви кажам, се изнервирав. Да. Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Јаболкото има најмногу пестициди од сите други видови овоше и зеленчук, ова според истражувањето на американската непрофитна еколошка организација ЕВГ. Колку е и крајна здрава храната, што сметате какви продукти стигаат до нашите трпези? Зборуваме не само за домашно производство, туку и за оние продукти кои што ги увезуваме од страна. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво малку за зеленчуко и овошјето. Ајде. Порано може се прскале повеќе, сега народу немат пари да купуват средства, и со тоа нашите овошје и зеленчук по-убави од тие увозните, тие се многу прскани и не би требало толку да се увезува, а они увезуват, а го фрлат нашето земјоделие, што е нашето земјоделие у Европа признаено како почисто, поеколошко, хоти се народу сиромашки и не можат средства да купуват, скапо им е. А за Катица Јанева,
Катица Јанева е турена. Не зборуваме за Катица Јанева, господјо, зборуваме за СЈО и за она што го бара СЈО од судот, односно да им биде конфискуван имотот на Груевски. Ве молам, немојте да зборувате повеќе за обвинителките, затоа што не се тие на тема денеска. Повелете. Тоа требаше од почетокот кој ја ставија, што може да извлечат пари од тие изнесените, украдените, тие да си ги делат како личен доход. Да, добро, ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Дали имаме гледач на линија? Ало? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас ке зборам за втората тема, за конфискацијата на Груевски. Добро, за првата тема, повелете. Значи, СЈО е потпуно управо не да ги конфискуват, него се што имат за овие 12 години, значи све детално до шушка да им земат. Пошто слушам многу некои дали се прават, не разбират од македонски или вас не ве разбират, што вие од преска зборите дали треба ја шпански или германски да зборам, ќе ве разберат сигурно подобро. Затоа прават се некои, така им чине овие 12 години, значи толку пари е изнесено, толку пари е украдено, значи тоа они не ќе да го зборат за Заев, зборат за Катица, имала смокви, имала крушки, збори за тоа што колку е украдено за овие 12 години. Не зборете за Катица Јанева. Она, значи, дужност е на неа да конфискува и да ги затвара, како сега да не се изразам, требаше до сега они да бидат затворени, а не да им взимат имотите тамо, тие украдени имоти и не знам како да се изразам за Груевски, особено 12 години. Па таа партија треба детално од чистач до Груевски све да се конфискува и све да се затворат. Па 12 години више тоа беше оттрпнато, народо не знаеше више на која страна да се сврте, не можеше народо, гледајки како крадат, како се понашаат 12 години, не смееше народо да излезе на улица, да зборе јавно или да зборат. Значи, тоа беше као полициски час да имаше во секој град. И сега они ми зборат за Груевски, зборат ми за тие мафијаши, за тие бандити. Па тоа подхитно треба да све живо да се затвори. Добро. И толку за пестициди, за јаболкото кај нас, во Америка не знам како шо е, битно кај нас е јаболкото наше добро и нема шо да збориме за јаболкото. Јаболкото јас сум еден любител, меѓу овошјето од јаболкото највише го јадам и затоа сега во Америка можда е, али кај нас не е. Не, они зборуваат за увезени овошја, зеленчук. Као можда и од кај нас само отидено. Така, сега не знам од каде ги увезуваат, меѓутоа за увозените зборуваат. Да. Okay. Добро. Значи толку, од мене е толку и бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување, поздрав и до вас. Имаме уште кратко време, дали имаме време всушност да прашам за уште еден гледач? Ајде уште еден гледач, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Прилеп. Повелете. Ве гледам секој ден, многу ми сте стварно симпатична емисија. Супер сте, не сум се јавила до сега, прв пат се јавувам. Драго ми е, повелете. Да, и првен ме интересира само за специјално за јавно обвинителство. Го оправдувам, но треба сите да ги затвори, сите криминалци. Сите се украдиле, што се збогатиле. Нема некој да ми каже од каде згради и ондеки големи фабрики, едно друго, се здобили од ошто, а лет нема некој сиромашниот да јади. Јас, например, сум сама, пензионер сум. Имам една пензичка, колку толку проживувам. Али некои со мали деца немаат што да јадат, леп да јадат и сега ќе ми критикуваат, мене ќе ми го палат Груевски. Зошто? Кај има Груевски? Кај има палати Груевски? Кај има во Бугарија, во Франција, куќи едно друго? И сега секој ден овдеки на телевизија
го кажуваат и ќе ми кажуваат тој дека од што го викале насуд немал да си ја врши работата од партиската. Многу ве поздравувам, сите поздравам, ве бенгисувам и пак некога ќе се јавам кога ќе ме здоболи вака нешто. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Да, драго ми е што успеавте денеска да надобиете. Се надам дека повторно ќе се јавите во некоја од следните емисии. Што се однесува до темите, како што реков и пред малку, бидејќи сум доста толерантна, од утрешната емисија нема да дозволувам повеќе ни малку да се отргнете од темата, затоа што сепак треба да разговараме и треба да почитувате темите кои што ги поставуваме, доколку сакате секако да разговарате на нив. Тоа сметам дека треба да го направите и да ја почитувате на тој начин оваа емисија. Останете со Телевизија 24, со мене се гледате повторно утре во истото време. До гледање.